Почитувани гледачи, време е за најновите информации на телевизија КИС за најважните настани кои што го одбележаа денешниот ден во Полошко. За тетовските гимназијалци кои следат настава на македонски јазик се уште не се изнајде решение и учениците и Советот на родители и професори од гимназијата Кирил Печиновиќ Тетово не прифаќаа да се следи настава во објектите на Старо медицинско училиште, предлог кој денеска на состанок им го понуди градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Нема решение за тетовските гимназијалци кои следат настава на македонски јазик и натаму овие средношколци ќе учат под ведро небо на градскиот плоштад. Учениците и Советот на родители и професори на денешниот состанок не го прифатија новиот предлог на градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Децата привремено да учат во двата објекти на Старото медицинско училиште, додека не се изградат нови простори во склоп на гимназијата. Велат дека просториите кои им се нудат се во лоша состојба, не се откажуваат од нивното барање. Учениците да следат настава во објектот на гимназијата. Не се прифаќа, бидејќи го слушаме гласот на родителите и на учениците. Стара медицина беше предложена од општината, двете згради во една смена да учат. Тие се моментално руинирани. Дел од родителите дадоа предлог привременото решение да се учи во Старото медицинско училиште да важи за дел од учениците албанци, а македонските паралелки да се вратат во гимназијата. Нашите деца 12 години не се излезени надвор од гимназија. А на директорот од албанската национален јазик му сметат дека месец дена да биде децата него таму. Зашто? Тие се многу подобри, вие се нашите. Јас сум представник на Совет на општина Тетово. И не е добро 2 дена или 3 да ве слушам овде поединечни потпаролоди да изигравате на госпоѓа Теута Арифи како градоначалник. Како мајка, она требаше да биде присутна овде како децата, родителите и професорите, а те учат на плоштад и на улица. Како Совет на општина Тетово, ние гласаме гимназијата 7 март, цевкупно, регионот околу Дреновец и пори другиот дел да го фати, и плюс одредени паралелки од сегашната гимназија да се префрлат тамо, за да може децата македонци да учат заедно со албанците. Не сакаме делба. И затоа како советници едногласно одлучиме 7 март да биде изгласано како втора гимназија. Тоа е вистината, господин Ахмед. И немојте да вртите околу. Немојте градоначалникот да ве вика горе, една опција да ве дава, друга опција, никогаш ни 1 септември пројде една година, ни 2015, ни 2016. Децава уште се на улица. Од секторот за образование при општина Тетово не одговорија на понудениот предлог. Се надеваат дека учениците ќе прифатат да следат настава во објектите на Старото медицинско училиште, каде веќе се започнало со градежни активности за нивна реконструкција. Општина Тетово ќе почне со следување на објектот и подготовка за следење на редовата настава таму, која што процедурата ќе отпочне веднаш после овој состанок. Овие се двете точки кои што беа разговарани во заедничкиот состанок и за тоа ние сме тука дојдени како представници на општината и директорот на училиштето да го пренесеме тоа што беше предложено од страна на општината. И денеска гимназијалците одржаа мирен протест пред зградата на општина Тетово, каде во една од салите на символичен начин одржаа настава. Сакаме интеграција, сакаме да се вратиме во централната зграда каде што учат учениците од албанската паралелка. Тоа се нашите барања. Како што гледате и денеска, веќе трет ден поред, ние сме на градскиот плоштад. Времето кога сите ученици се во училиштата и одржуваат нормална настава, ние гимназијалци до Тетово сме тука на градскиот плоштад и немаме услови за одржување на настава. Нашите барања се како и сите ученици што имаат право на училиште и ние имаме право и сакаме училиште. Ние заслужуваме училиште. Јас како прва година средно барам училиште во кое ќе можам да учам и во кое ќе ми се дадени сите можни услови. Учениците најавија дека и понатака ќе продолжат со протести и секој ден ќе учат под ведро небо, се додека не им се обезбедат соодветни простори за учење.
Се прават последните подготовки за грејната сезона во училиштата и градинките на територијата на општина Гостивар. Поголемиот дел од образовните установи имаат резерви огрев од минатата сезона, но според потребите ќе се врши набавка и на нови количини, велат од секторот за образование. Низ училиштата на гостиварското подрачје се вршат последните подготовки за престојната грејна сезона, која календарски почнува на 15 октомври. Од општинскиот сектор за образование информираат дека образовните установи ќе имаат доволно огревен материјал за затоплување на училниците зимава. Изминатата зима помина со повисоки температури од просечните, па во училиштата останаа резервни количини на нафта и дрва за да се стартува грејната сезона. Според потребите и барањата, планирано е да се набавуваат и дополнителни количини. Тендерските процедури се во тек, велат надлежните за образование. На територијата на општина Гостивар функционираат 11 основни централни училишта, 20 на периферни, 4 средни школи, како и 3 јавни детски градинки. Поголемиот дел од установите имаат централно грејење и користат нафта, додека огревно дрво е потребно за помал број објекти низ селата. Колку огревен материјал ќе биде потребен не може да се определи одсега со оглед на фактот дека тоа зависи од временските прилики во зима. Локалната самоуправа за грејење на училиштата и градинките предвидува околу 22 милиони денари, сума која што веројатно нема во целост да биде потрошена, поради тоа што школите имаат резерви нафта и дрва од лани. 47 годишен жител на Добридол е осомничен дека бил учесник во завчерашната собраќајка во која загина едно лице. Во текот на вчерашниот ден пак се случиле 2 собраќајни незгоди во кои се повредени 5 лица. Секторот за внатрешни работи Тетово во координација со јавен обвинител вчера идентификува лице кое се сомничи дека било учесник во завчерашната собраќајна несреќа на автопатот Гостивар Тетово, а во која животот трагично го загуби 78 годишен жител на Гостиварска Горна Бањица. Станува збор за 47 годишник од Добридол, кој вчера попладне задржан во полициската станица Гостивар, а во текот на денешниот ден со поднесок ќе биде изведен пред судија во претходна постапка на Основниот суд Гостивар. Со потврда исто така одземено му е неговото патничко возило Фиат Стило кој ќе се вештачи. 2 нови собраќајки се случиле во текот на вчерашниот ден во Полошко. На регионалниот пат Тетово Волковија пред влезот во Брвеница се случила собраќајна несреќа во која учествувале патничко возило Opel Corsa со босански регистерски таблици, што го управувал 43 годишникот Челопек и двајца пешаци на возраст од 34 и 28 години од ова тетовско село. Во незгодата, односно од удирањето, пешаците задобиле телесни повреди и со друго возило пренесени се во Тетовската клиничка болница. По укажаната помош, едниот од нив со медицинско возило префрлено на скопските клиники, а другиот е пуштен дома. Нешто подоцна и другиот пешак е пуштен на домашно лекување. На регионалниот пат Скопје-Тетово во непосредна близина на автопатскиот надвозник пак, најверојатно поради неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, патничко возило Голф со тетовски таблици што го управувала 19 годишна тетовка, загубило контрола и излетало од коловоз. Од излетувањето една сопатничка во возилото задобила тешки, а возачот и втората сопатничка телесни повреди. Со друго возило тие се пренесени во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. По увидот се утврдуваат причините за двете собраќајки. Со проектил испукан од огнено оружје оштетена била трафостаницата во гостиварското село Чегране, поради што поголем број куќи од селото останале без напојување со електрична енергија. Полицискиот билтен информира за акциска контрола во угостителски објекти во Тетовско Боговиње. 4 албански државјанки на возраст од 21 до 27 години и нивниот 37 годишен музичар се затекнати ноќеска во угостителски објект во Тетовско Боговиње. Како ги забавуваат гостите, им свиреле, пееле и танцувале, информира СВР Тетово. Поради злоупотреба на туристичкиот престој, односно престојување спротивно на целта, приведени се и задржани во полициската станица Тетово, а денеска се предадени на одсекот за прекограничен криминал, миграција, странци и реадмисија
информација за натамошна постапка. Покрај нив приведен и задржан и 44-годишниот Л.А. од Боговиње, кој ги попречувал со влечење и туркање полициските службеници да влезат во објектот и да ги извршат планираните задачи. По целосното расчистување на сите поединости, странските државјани и Л.А. ќе се соочат со поднесоци. Проект за мултикултурализам различноста е во мода денес беше промовиран во општина Брвеница. Носител на проектот е Асоциацијата за демократска иницијатива Ади од Гостивар. Различноста е во мода е насловен проектот кој денес беше промовиран во општина Брвеница. Целта на проектот е подобрување на односите помеѓу заедниците и зголемување на локалната мултикултурна демократија. Носител на проектот е Асоцијата за демократска иницијатива Ади од Гостивар, а финансиски е поддржан од Европската унија. Денеска сме во Брвеница да ги презентираме првичните наоди од истражувањата за состојбите со мултикултурализмот во општина Брвеница. Проектот го реализира Асоцијација за демократски иницијативи од Ади од Гостивар во партнерство со Комората на Северозападна Македонија заедно со мултиетничката асоцијација Флоренс Најтингел од Куманово. Проектот има за цел да ги подобри меѓуетничките односи во 9 општини, вклучувајќи и општина Брвеница. Проектот е фактички продолжение на еден минат труд на Ади, поддржан од британската амбасада и вклучува повторно јакнење на капацитети на локалните чинители со цел подобро менаџирање на меѓуетничките односи во општините. Денеска ги презентираме првичните резултати за состојбите со мултикултурализмот во општина Брвеница. Брвеница во еден минат проект има донесена стратегија за подобрување на меѓуетничкото разбирање. Денеска ги презентираме резултатите. Можам сумарно да кажам дека општина Брвеница добро се грижи за меѓуетничките односи и има формирано комисија за односи меѓу заедниците, која што се уште покажува само иницијални првични чекори во менаџирањето на меѓуетничките односи, па и кон тоа се нашите препораки за подобро пофункционална комисија. Она што е за поздравување е во општина Брвеница училиштата се со мешан меѓуетнички состав и главно се сретнуваат, односно имаат заеднички акции во воншколските активности. Потоа се нашите препораки да и во редовна настава се вклучи компонентата за меѓуетничко разбирање, односно подобрување на меѓуетничките односи и во редовната настава. Она што е за поздравување не само во општина Брвеница, туку и во цела Западна Македонија е дека населението е свесно и соработува. Она што недостасува е тоа да се институционализира, односно да се донесат механизми и функционални комисии кои што истото ќе го менаџират, односно ќе го истакне на едно повисоко ниво во контекст на подобрување на стабилноста и соработката меѓу сите заедници. Во проектот се вклучени 9 општини: Брвеница, Врапчиште, Гостивар, Јегуновце, Кичево, Тетово, Куманово, Маврово, Ростуше и Струга. Денес имавме сончево време. Утринската температура се движеше од 1 до 10 степени, а дневната од 20 до 27 степени. За утре метеоролозите прогнозираат сончево време. Утринската температура ќе се движи од 2 до 11 степени, а дневната од 22 до 29 степени. Под кодното име Трезор, специјалното јавно обвинителство отвара истрага по сомнение за проневера на вкупно 862.045 евра за набавка на опрема од странство за потребите на петтата управа. За злоупотреба се товарат тројца вработени во УБК и еден во МВР, за кои специјалното јавно обвинителство смета дека проневериле државни пари за лично богатење. Осомничените подоцна со анекси на договорот скроиле план ново користење на пари од буџетот за дополнителни набавки и одржување на опремата, иако според специјалното јавно обвинителство немало потреба од тоа. Следува изјавата од денешната пресконференција на специјалната обвинителка Фатиме Фетај. Имено,
Од доказите прибавени во текот на предистрагата произлезе основано сомнение дека во временскиот период од месец јули 2010 година до крајот на 2012 година првите три осомничени лица заедно ја искористиле службената положба и овластување и за правното лице Финзи Доел Скопје прибавиле имот на корист која надминува значителна вредност во вкупен износ од 35.488.294 денари или 577.045 евра и нанеле имотна штета на средствата од буџетот на Република Македонија во наведениот износ. За четврто осомничениот постои основано сомнение дека како службено лице со умисла им помогнал на останатите осомничени во реализацијата. Доказите упатуваат дека прво, второ и трето осомничениот со цел да набават опрема за потребите на Министерството за внатрешни работи, Управа за безбедност и контраразузнавање во име на УПК во Велика Британија во временскиот период од 7.7. до 9.7.2010 година оствариле составнок со представници на едно правно лице од Велика Британија и договориле набавка на електронска и комуникацијска опрема и обука за користење на таа опрема од тоа правно лице за потребите на петтата управа при УБК. Трето осомничениот учествувал во дефинирање на техничките спецификации на опремата. Меѓутоа, наместо опремата да биде набавена директно од правното лице од Велика Британија, како најекономичен, односно најевтин начин на набавка, според доказите, со цел да прибават имот на корист за правното лице Финзи Доел Скопје, договориле истата да се направи преку правното лице Финзи Доел Скопје, каде, како управител, од 19.8.2009 година до 3.2.2011 година било лице кое е во крвно сродство со трето осомничениот, а како основач е запишано правното лице Финзи ДОО од Соединетите Американски држави. Постои основано сомнение дека откако го договориле начинот, условите и цената на набавка на оваа опрема, прво и второ осомничениот по враќањето во Република Македонија усно му наложиле на сведокот кој што е вработен во Министерството за внатрешни работи да започне со постапка за набавка на опрема од правното лице Финзи Доел Скопје и истата да се спроведе без примена на условите предвидени во Законот за јавните набавки. Според доказите, на ден 24.11.2010 година, сведокот доставил писмена покана до Финзи за да истото достави понуда за набавка. Врз таа основа, Финзи Доел Скопје до МВР доставило понуда со спецификации, со планирана динамика на испорака на бараната стока, како и тренинг и поддршка на опрема од производителот од Велика Британија, со вкупна вредност на понудата во износ од 124.293.233 денари со вклучен ДДВ. Инаку, според доказите, правното лице ДТУ Финзи Доел Скопје е основано на 18.8.2009 година од правно лице од САД. До крајот на 2010 година, кога му е доделена работата од МВР за набавка на предметната опрема, единствено што работел овој правен субјект е што има зголемување на основната главнина со 650.000 евра паричен влог. Овие средства се префрлени од сметката на Финзи САД, која била отворена на Кипар, на сметката на Финзи Доел Скопје. Потоа, истите средства се префрлаат како паричен влог во правното лице СИФИКАР, Систина Финзи Кардиологија. По ваквата понуда, од страна на службите на УБК е изготвен договорот за купопродажба помеѓу МВР и Финзи и на ден 26.11.2010 година веќе е склучен договорот за купопродажба со вкупна вредност на договорот од 124.293.233 денари со вклучен ДДВ. Овој договор, кој што е склучен 2 дена после поканата за понуда од МВР до Финзи, опфаќал купопродажба на електронска и комуникацијска опрема и обука за користење на опрема од производителот од Велика Британија со утврден начин на плаќање. Според доказите, произлезе основано сомнение дека
Откако правното лице Финзи Дойл Скопје извршило увоз на опремата од правното лице од Велика Британија и од страна на тоа правно лице со увозот биле доставени фактурите за опремата до Финзи на вкупен износ од 89 милиони 322.845 денари или 1 милион 452.403 евра. Истата опрема Финзи Дойл Скопје ја префактурирала спрема МВР на вкупен износ од 124 милиони 293.233 денари со ДДВ или 2 милиони 21.028 евра. И така ја препродала опремата на МВР. Целиот износ со ДДВ од страна на МВР е исплатен на сметката на Финзи. Од оваа произлегува основано сомнение дека со дејствијата на осомничените за правното лице Финзи Дойл Скопје прибавила имотна корист која надминува значителна вредност во вкупен износ од 22 милиони 265.449 денари или 362.039 евра и нанеле имотна штета на средствата од буџетот на Република Македонија во наведениот износ. Овој износ всушност представува разлика помеѓу набавната вредност без ДДВ на ДТУ Финзи од правното лице од Велика Британија и продажната вредност од Финзи спрема МВР. Од доказите произлезе дека овие действија продолжила и во 2011 година. Во месец декември 2011 година, од страна на прво и второ осомничениот, усно му е наведено на сведокот, кој што е вработен во МВР, дека УБК има потреба од набавка на дополнителна опрема од правното лице Финзи Дойл Скопје. Од страна на службите на УБК изготвен анекс кон договорот и на 23 декември 2011 година помеѓу МВР, застапувано од сведокот, и Финзи Дойл Скопје, представувано од тогашниот управител, сега починатиот Коста Крпач, склучен е анекс на договорот за купопродажба на дополнителна опрема во вкупна вредност од 49 милиони 265.246 денари. Правното лице Финзи Дойл Скопје изготвило фактура во износ од 35 милиони 695.030 денари со вклучен ДДВ, па, иако на опремата наведена во врска со анексот по вид и по количина делумно е различна од спецификацијата во прилогот на анексот, сепак тој износ е целосно исплатен од страна на МВР. Во текот на месец јуни 2012 година постои основано сомнение дека од страна на второ осомничениот е изготвен допис, односно барање, до секторот за финансиски, материјално-технички и логистички работи при МВР и истиот е даден на подпис на четврто осомничениот, кој, без да има овластувања, спротивно на член 2 од правилникот за систематизација на работните места во УБК, ставил своерачен подпис и печат на барањето за доопремување на системската единица за подвижен видеонадзор. Таквото барање помогнало да се склучи и вториот анекс на основниот договор, па на 9.7.2012 година склучен е вториот анекс помеѓу МВР, застапувано од сведокот, и правното лице Финзи Дойл Скопје, представувано од тогашниот управител Коста Крпач, со вкупна вредност на анексот од 3 милиони 432.309 денари. Сепак, од страна на Финзи Дойл Скопје е изготвена фактура на вкупен износ од 17 милиони 580.921 денар, што е повеќе од 5 пати повисок износ од вредноста на анексот. Иако опремата наведена во фактурата делумно е различна од барањето за доопремување и понудата за склучување на анексот кон договорот, сепак тој износ од 17 милиони 580.921 денар е целосно исплатен од страна на МВР. Со овие действија постои основано сомнение дека осомничените за правното лице ДТУ Финзи Дойл Скопје прибавиле имотна корист која надминува значителна вредност во вкупен износ од 13 милиони 222.845 денари или 215.005 евра и нанеле имотна штета на средствата од буџетот на Република Македонија во наведениот износ.
Овој износ представува разлика помеѓу набавната вредност без ДДВ на ДТУ Финзи од правното лице од Велика Британија и продажната вредност без ДДВ од Финзи спрема МВР. Ова е првата точка од истрагата, со кои действија постои основано сомнение дека прво, второ и трето осомничение од сториле кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 3 и 1 во врска со член 22 од Кривичниот законник, а четврто осомничение од дека сторил кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 3 и 1 во врска со член 24 од Кривичниот законник. Понатаму во кратки црти ќе ви ја изнесам и втората точка од истрагата, во која се опатени кривично-правни действија за кои постои основано сомнение дека ги сториле тројца од осомничените од првата точка. Имено, постои основано сомнение дека во временскиот период од месец јули 2014 година до крајот на 2015 година прво осомничениот и второ осомничениот заедно ја искористиле службената положба и овластување и за правното лице Финзи Дойл Скопје прибавиле имотна корист која надминува значителна вредност во вкупен износ од 17.527.500 денари или 285.000 евра и нанеле имотна штета на средствата од буџетот на Република Македонија во наведениот износ. За четврто осомничениот и во овој случај постои основано сомнение дека како службено лице со умисла им помогнал на останатите осомничени во реализацијата. Доказите упатуваат на основано сомнение дека прво и второ осомничениот со цел да прибават имотна корист за Финзи Дойл Скопје, иако немало потреба од одржување на електронската и комуникацијска опрема, се договориле да се направи барање како да има потреба од одржување на истата. Второ осомничениот притоа изготвил допис, односно барање, кој му го предал на четврто осомничениот за да истиот на 17.7.2014 година без да има законски овластувања, своерачно го потпишал и го доставил до службите на МВР за реализација. Според доказите, со наведениот допис се посочува дека заради наводна целосна реализација на проектот со набавката на електронска и комуникацијска опрема од Велика Британија, а воедно и непречено и успешно функционирање на опремата, било потребно да продолжи одржувањето на опремата од производителот од Велика Британија и истата да биде редовно одржувана, сервисирана, надградувана со поддршка на хардвер, софтвер и лиценца на севкупната опрема, а во име на производителот да продолжи да ја врши правното лице Финзи Дойл Скопје. Постои основано сомнение дека опремата од основниот договор и од двата анекси била нефункционална поради хардверска и софтверска застареност и целосно истечен рокот на лиценците. Меѓутоа тоа не било пречка со дописот да се побара правното лице Финзи да продолжи со одржување на таа опрема. Инаку, од доказите произлегува дека оваа опрема книговодствено во МВР е евидентирана со вредност од 1 денар. А договорот за одржување на таа опрема е приближно 30.000 евра месечно. Од страна на сведокот до правното лице Финзи Дойл Скопје е доставена покана за поднесување на понуда, а на 9.2.2015 година од страна на Финзи до МВР е доставена техничка понуда со прилог техничка спецификација за целосно одржување, сервис и надградба на опрема за временски период од 2 години, како и сертификат во фотокопија издаден на 15.6.2014 година од правното лице од Велика Британија со важност до 14.6.2015 година, иако според доказите таков сертификат не е издаден од тоа правно лице. Постои основано сомнение дека на 3.3.2015 година помеѓу МВР, застапувано од сведокот, и правното лице Финзи Дойл Скопје, застапувано од одговорното лице Коста Крпач, е склучен договор за извршување на услуги за редовно одржување, сервисирање, надградување и поддршка на хардвер, софтвер и лиценци на севкупните системи и опрема од производителот од Велика Британија на принцип на целосно каско одржување. Од доказите произлезе дека врз основа на овој договор МВР се обврзува на Финзи да му исплаќа авансен месечен паушал
по претходно доставена месечна профактура во износ од по 1.947.500 денари без ДДВ, со вкупна вредност на договорот од 46.740.000 денари без ДДВ. Од ова постои основано сомнение дека со погоре наведените действија осомничените за правното лице Финзи до Скопје, иако истота не е извршила услугата, бидејќи немало технички и човечки капацитети, ниту пак имало потреба од таква услуга, поради нефункционалност и хардверска и софтверска застареност и целосно истечен рок на лиценците, прибавиле имот на корист која надминува значителна вредност во вкупен износ од 17.527.500 денари или 285.000 евра и нанеле имотна штета на средствата од буџетот на Република Македонија во наведениот износ. Овој износ представува исплатен авансен 9-месечен паушал, заклучно со месец декември 2015 година, за да непосредно по смртта на управителот на Финзи овој договор биде еднострано раскинат од страна на МВР. Со овие действија од втората точка од истрагата постои основано сомнение дека прво и второ осомничениот сториле кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 3 и 1 во врска со член 22 од Кривичниот законник, а четврто осомничение од дека сторил кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 3 и 1 во врска со член 24 од Кривичниот законник. Од досега прибраните докази за предметот трезор, а со кој ова обвинителство располага, може јасно да се извлече заклучокот дека постои основано сомнение дека инволвираните лица ги сториле кривичните дела кои што им се ставаат на товар. Во конкретниот случај за сите осомничени од судот ќе бидат побарани соодветни мерки за нивно обезбедување присуство во текот на постапката. Воедно од судот ќе бидат побарани мерки за привремено замрзнување на имот. Почитувани, парите, како и вистината, се како шило. Тоа беше се што информативната редакција на телевизија КИС го подготви за денешното издание на регионалните вести. Пријатно!